blikaš očima pred drugim momcima, na vratu si sakrivam tragove usta, a ja ludujem. Žane, za Nova godina Дион? За Нова година Дион, 31 денски навечер. Значи цел ден. Нормално, целодневна. Колко те пее друштво? Традиционално, да, друштво, генерација на мајка ми да ти кажам, браво, многу се израдува кога ги кажам. Да, како не, Лепа Лукич, па да, легенда, народна музика. Има ли шанс да направите некој дует? Па не ми се верува, ти кажам, браво. Па да, она е доволно, ово е доволно квалитетен пеач и човек кој што има многу песни, така да не е една жена во тие години, не мислам дека е потребно воопшто песна. Што да очекуваат тебе за тези први? Што репертоар? Да очекуваат како и секоја година да биде весело, позитивно, да има многу енергија, да бидат луѓето среќни, тоа е најважно. И се друго ќе биде пропратно, како ќе се дешаваат работите, тоа е све зависи од моментот. Така. Ја тебе би стали круна за крал на ноктите свирки. Па иди, крал е голема, силна етикета, мислам дека у Македонија. Па добро, се борам со години. Значи, знаеш како е, тешко е кај нас, на наша естрада да се пронајдеш и да те згариш, знаеш дека кај нас сите те сакаат да си настинат кој имаш грип, ако имаш сида или не дај Боже. Така да, у принципе борба, као и у секоја работа, позитивно е, има енергија, и ако годините си течат, времето гази напред, меѓутоа сега за сега све супер. Кога почна да пееш до денеска, разлика во генерации, ја осекаш ли? Разлика во генерации, освен што има некој што сакаат сега да... И види, луѓето што сакаат, тоа е едно. Што ние им сервираме, тоа е сосема нешто единаесто. Има разлика? И јас практикувам, па има разлика во тоа ја како го искомбинирав целиот репертоар. Мој зборам нормално, порано многу поише идевме на таа народна музика или нешто што беше донесено зборам од навра, сега почнавме да пикаме репертоарот и песни кои што се по era или не, да, и така. Ги преработивме малце аранжмански, ги седевме пак да биде тоа весело, да не биде нешто многу. Дури за живо чудо ме чуди кога деца. Норм, 20-22-3 знаат песни кои што биле актуелни кога они не биле родени, зборам песни од Тутме, од не знам, од Парни Ваљак, али за живо чудо ги знаат песни. За тебе ексклузив, која песна највеше скока? Во моментов, па што знам, ја преферирам некако најмногу да скокат на песни од времето на Здравко Чолич, и тоа се случува сега, со оглед на тоа што одреден број на песни така ги следевме, ги тотеравме у таков журкажиски ритам, да, диско ритам, песни баш од Здравко Чолич или од тие автори од тоа време. Тука некаде се движиме, а иначе на што скокат, не скокат на све живо, иди го знаеш ти после 2-3 чаши. Нема критериум и све отиде на вау, така да супер. Пееш цела Македонија и кога сум бил на твои журки, знам како е. Но меѓутоа ти беше и остана еден белег на Дион. Дали се согласуваш со мене? Токму така. Белег на Дион. Види, јас во секој период од кариерава моја, зборам на 3-4 години, имам по некој матично локал кој што нели функционирам таму. Мада и кога јас не претерувам многу во самите настапи. Јас од Дион може да настапувам еднаш месечно или на месец и пол, 2 дена. Така е нормално. И тоа се тие моменти, не практикувам секоја недела затоа што знаеш, од све досадува. Колку и да си добар и не знам каков, им досадиш на луѓето, нели? Секој ден ако го слушаат едно исто, тоа е репертоарот на крајот на криштата. Меѓутоа, баш така репрезентативен тамо на тоа место, Дион е фин локал, убав локал кој што се надоградува од ден во Скопски, убав од ден во ден се надоградува. И нормално заедно со и сопственикот на локалот некако ја заедно со него као да го градев локалот и го осеќам као свој. Супер, таму Дион срдечка жара. Така е, си имам свој белег, своја етикета, меѓутоа тоа е максимално позитивно и така сме пронајдени, знаеш, некогаш пееш во некој локал, со некого не ти оди. Од каде толкова енергија? А види, енергија не можеш да купиш, не можеш да ја наследиш, не можеш да ти остави дедо ти во аманет.
Па ген е желба да се занимаваш со ова, многу е важно во животот да се пронајдеш или да дојдеш да почнеш да работиш работата што ја сакаш. Кога ќе дојде, кога ќе го постигнеш тоа, тогаш мислам дека си го постигнал максимум. Енергијата твоја не се наследува, не се продава, тука ги. Никако, апсолутно, можеш на некого да му кажеш, човек можеш да го избањаш, да го исчеслаш, да му даеш пари, да му купиш мобилен телефон, енергија, не можеш да му дадеш. Не можеш апсолутно. Ти благодарам. Ви благодарам и вас. Почитувана публико, јас сум Жаре Бербер, као што сум и сите овие последни 50 на години. Вие гледате Ексклузив. Ве чекаме во Дион на 31. Како преку денот, така и на вечер. Нека ви е среќна новата година.